Со интонирање на химната на Македонија синоќ беше означен почетокот на меморијалниот ноќен турнир во мал фудбал Бобе Јуниор 2014. На игралиштето во населеното место Јанчиште, почитувачите на ликот и делото на основачот на овој турнир Бобан Симовски Бобе на едно место ги собраа љубителите на најважната споредна работа на светот, фудбалот. Пред почетокот на истиот, фудбалерите од неговиот тим, неговите другари, роднини и пријатели го посетија вечното почивалиште на Бобе. За Бобе не е лесно да се зборува, што и да кажеме за него би било премалку, потенцираа неговите најблиски во говорите на турнирот. Вечерва не можем да ви опишам како се чувствувам. Од една страна сум задоволен што се собравме волку голем број, што се собра сите другари, роднини, пријатели на Бобе, што се собра целата оваа публика. Од друга страна, сум тажен што не е со нас нашиот организатор Бобе, што не е мој брат, нивниот другар, вашиот пријател. Но за утеха, која нема, е тоа што продолжуваме по неговиот сон, продолжуваме да го организираме неговиот турнир во неговото редно село, како што Бобе посакуваше. Турнирот да биде од година на година се подобар, се помасовен и посетеноста да биде уште поголема. Па затоа, како и секоја година, така и оваа година, во името на целата организација на Бобе Јуниор, сакам да се заблагодарам на сите спонзори, на сите помагатели на овој турнир, на сите жители од село Јанчиште, на местната заедница од село Јанчиште, на општина на Јагуновце, радио телевизија КИС, кои секоја година ни се медиумски покровители. Вечерва посебно сакам да се заблагодарам на Маријан Герасимовски, кој успеа да реализира едни од нашите идеи, тие идеи беа и на нашиот Бобе, да ги донесе овие легендарни фудбалери, како и што он самиот. Томас беше неговиот најдобар другар. Никогаш порано немав помислено дека ќе пишувам за Бобе, а тој да не е спроти мене, дека ќе зборувам со него, а него ќе го нема, дека ќе се сечавам на него само во спомените, дека ќе ги разгледувам заедничките фотографии и ќе прашувам зошто. Луд сум и бесен, зошто ми го нема најдобриот другар. Некој го зеде, а јас не можам да го вратам. Бобе другаре, тебе ти се обраќам. Секоја звезда на небото, секоја ноќ сјае за тебе. Небото го краси за тебе. Секое очекување од срцево го посветувам на тебе. Секоја воздишка ја воздигнувам за тебе. Слушни ме. Ова што го правиме како да си со нас, како да стоиш од страна и не гледаш. Ние го живееме твојот сон, другаре. Зашто ти не издржа да видиш колку далеку ќе отиде твојата идеја за ноќен турнир. И уште нешто. Секоја година на овој ден нашите срца се полни. Со радост поради турнирот, но и со тага што те нема тебе. Голем поддржувач на оваа, можам да кажам, манифестација, затоа што од година в година станува се посериозна, се посететена, и градоначалникот на општина Јагуновце, господинот Тони Коцевски, не е тука меѓу нас од оправдани причини, меѓутоа имаме представник од оваа општина за да ја прими благодарницата која што организацијата на моќниот турнир Бобе Јуниор 2014 ја врачува на општина Јагуновце. Господинот Дарко Спасовски, повелете. Општина Јагуновце преку програмата за развојна програма за спортот постојано со континуирана и материјална помош ги поддржува спортските клубови, спортските настани, како и спортските манифестации. Освен ваквата помош, општина Јагуновце вложува голем напор и ангажман за изградба на нова спортска инфраструктура, како што се доградба на повеќенаменското спортско игралиште во село Ратаја, изработка на проект изградба на ново спортско игралиште во село Прелюбиште, нивна имплементација, а додека во 2015 година очекуваме да почнеме со изградба на спортска сала
Со старите и со новите спортски терени ќе се подобри условите за спортување, надпреварување и рекреирање. Пред почетокот на официјалниот дел од турнирот беа запалени 24 факели и пуштени исто толку падобранци како символично прикажување на возраста на Бобе. Турнирот го отворија делот легендите на Вардар и екипата на Бобе Јуниор, кои го одиграа всушност првиот ревијален надпревар од турнирот. По четврти пат и годинава продолжуваме да го држуваме турнирот, што Бобе го правеше. Вечер имавме почесна програма, во чест на нашиот Бобе имавме ревијален надпревар на едно од легендите Вардар со екипата на Бобе Јуниор. Исто така имавме надпревар на ветераните од Јук Јанчиште со ветераните од Другачево. Дел од нашата замисла, од нашата идеја, од тоа да му дадеме почит за се што Бобе правеше за нас, исполнивме, меѓутоа временските неприлики не дозволија до крај тоа да го реализираме. Па затоа се надевам дека во иднина времето ќе не послужи и турнирот ќе продолжи како што треба. Од утре па натаму 20 дена ќе течат надпреварите по групи и секој ден ќе се одигруваат по 3 надпревари. Вечерва продолжува турнирот со надпреварите помеѓу екипите на Бал-Бал против Вратница во 20:15 часот. Веднаш по нив во 21 часот играат екипите на Бобе Јуниор против Агропал Стил и последниот надпревар е во 21 часот и 45 минути помеѓу Раутинце и Јегуновце. Медиумски покровители на ноќниот турнир Бобе Јуниор 2014 се радио и телевизија Кис Тедова.